Сакам да напомнам во однос на COVID кризата која што имаме во општината, во државата, меѓутоа и во цел свет, како советници да тука размислиме малку по однос на мерките кои што ги препорачува Комисијата за заразни болести, Министерството за здравство. Во вчерашниот ден беа извршени геометриски снимања и мерења во регионалната болница со проширена дејност Кавадарци. Некаде втора недела од месец декември треба да се отпочне со изградба на дополнителен капацитет на модуларна болница за COVID потребите, односно за ефективно одделение со површина некаде од 1000 метри квадратни. Така да ние сме презени во програмата на Министерството за здравство и на владата. Пак ќе повторам, значи втора недела од месец декември треба да се отпочне со изградбата модуларна болница. Ево нека биде едно растретување на граѓаните дека капацитетот во општина Кавадарци за позитивниот COVID-19 ќе биде на високо ниво. Во моментот добиваме секојдневно извештај од директорот на болницата за капацитетите и потребите на болницата. Во моментот имаме 55 легла на двете COVID одделенија, исполнети се околу 39 до 40 во зависност од денот. Имаме слободни капацитети, имаме слободна техничка опрема во делот на кислородни бокси, регулатори и морам тука да кажам дека и кадровски се уште сме потенцијално добри, макар што оптеретени во делот на медицинскиот персонал кој што напорно работи 24 часа. Денеска и нашите советници кои што се лекари беа тука, па мора да заминат пак да се вратат, така да стварно се е една незавидна ситуација во делот со ковидот. И да дадам уште еден апел во делот на она што не сакаме да го збориме, а мора да го спомниме. За наредна седница, ако треба можеби во наредна седница, ќе иницијатирам заедно со јавното предпријатие Комуналец да, за жал, оние кои што ги имаме покојни од COVID-19, да направиме план и програма, да нема дополнителни трошкови од редовните погреби. Значи, ова, пака невкусно се збори, меѓутоа е дел од нашата реалност. Ние имаме дневно по 1, 2, 3, ајде да ги наречеме жртви од COVID-19, кои што ги погребуваме на нашите градски гробишта, меѓутоа протоколарно и по протоколи, тие имаат малку повише допълнителен трошок од редовните погреби. Мислам дека како општина треба да размислиме, да видиме со ова нека биде задолжување на нашата финансиска служба, да јавното предпријатие Комуналец погодово на градската капела, да направат една анализа, што значи нерегуларен погреб или погреб во делот на COVID-19 по однос на финансиската конструкција на семејството кој што има веќе изгубено покојниот. Така да таа разлика за дополнителни трошкови, мислам дека не треба да биде на терет на семејствата, затоа што знаеме дека имавме случај немилосредно семејство, веќе 3 лица покојни, никош да се повтори, меѓутоа мораме ние да водиме грижа и за финансиска конструкција за тие луѓе, пошто вината не ја гледам кај луѓето, оние кои што се заразени од COVID-19. Нормално препораките и мерките да ги пазиме во максимална гледна точка, но некогаш заразувањето доаѓа и од непознати причини, така да ова е пандемија и во вид на пандемија ние мораме да помагаме на населението. И исто така на таа седница ќе иницијатирам да општина Кавадарци во соработка со општина Росуман и Неготино, пошто ние сме регионална болница и приемаме болните и од Росуман и од Неготино, да иницијатираме за купување на дополнителни брзи тестови, кои што веќе се поставени во програмата и во системот на Министерството за здравство како регуларни тестови и тестови кои што влегуваат на сила, да иницијатираме да можеме да набавиме, да одвоиме средства за брзи тестови во нашата болница. Јас само еден податок ќе ви дадам. Министерството за здравство го набавено 14.000 теста. Од тие 14.000 теста, 350 се одобрени за општа болница Кавадарци, односно регионална болница. По примерот на општина Битола, нема зашто се срамиме да спомниме, вчера Битола донесе одлука за набавка на дополнителни 2000 брзи тестови за потребите на општина Битола. Така да ова нека биде само еден вовет и едно задолжение наредната недела да направиме анализи со стручните служби колку тестови би требало дополнителни, да можеме нашите луѓе да
на време да ги тестираме и на време да детектираме оваа пандемија, за да бират моделот нивното лечење, ајде да кажеме, побрзо и да биде минливо со пократок период, пошто капацитетите секаде низ Македонија се веќе исцрпени по здравството. Благодарам на сите советници, благодарам за гласањето во делот на препораките од регулаторната комисија и како градоначалник и како човек ве повикувам сите на ниво општина Карвадарец и советници и од повисоко ниво пратеници или било кој да ги почитувате државните институции и да ги почитувате препораките на секој регулативно тело кое што е со устав и амандман или со било каков начин избрано во нашата држава. Тоа значи дека тоа регулаторно тело ниту е на СДСМ, ниту е на МОН. Тоа значи дека таа регулаторна комисија е составена од стручни тела, како ни беше нас кога таа истата регулаторна комисија ни даде фитинг тарифи за нашите централи. Ни даде 400.000 евра дополнителни средства секоја година во наредните 10. Тогаш беше добра комисијата. Така да таа комисија е составена од стручни тела, луѓе кои се компетентни за таа работа и мора да ги почитуваме нивните одлуки врз основа на стручност.